Според податоците на Обединетите нации, 30% од децата на возраст од 13 до 15 години се жртви на меѓуврсничко насилство. Ова е многу проблематична тема за која што не се зборува доволно. Затоа денес на Гласно идеи одлучивме да ја опфатиме оваа тема и ќе зборуваме со Ана Блажева, психолог, и Васко Гичевски, наставник. Здраво, Ана. Здраво, Васко. Добро дојдовте во Гласно идеи. Благодарам за поканата. Благодарам за поканата, Джела. Ана, прво почнале со тебе. Според овие податоци, испаѓа дека секое едно дете од 3 деца е жртва на некаков вид на насилство и во кои видови се јавува насилството? Ние мислам може навистина да зборуваме за различни форми на насилство, кои што од општеството се прелеваат, се рефлектираат во училиштето. И во тоа меѓуврсничко насилство секако од физичко, вербално, психичко, малтретирање, сајбер насилство, сексуално вознемирување и насилство. И сите, ајде да речам, тој тип на повеќе спомнувани форми на насилство. Мене ми е важно да покрај овие најчесто споменувани форми на насилство го донесам малце моментот на системското или структурното насилство во општеството, кој што всушност ги овозможува условите да насилството биде толку застапено и во училиштата. Особено важно ми е да спомнам, според мене, системите во кои што живееме и кои што се подпираат на односи воспоставени врз доминација, на некој начин неизбежно ќе произведат различни форми на насилство. Така да мислам дека и економскиот систем кој што овие односи на ваков тип на односи се заснова и понатаму и самите училишта како во својата, ајде условно да речам, недемократска варијанта, хиерархиска, на доминација, исто така се прелева и во меѓуврсниците, односно во општество во кое што насилството не се казнува или е единствен начин на кој што се воспоставува некаква општествена динамика во која посилниот обезбедува за себе подобри услови за живот, за напредок и слично, тоа секако после се одразува и во врсничките групи. Мислам, тоа во однос на формите, тоа би го кажала дека не се работи само за она што се случува меѓу децата, секако дека и тоа има своја позадина и во семејството, меѓутоа важно ми беше кога збориме за училиштата да не ги издвоиме од поширокиот општествен контекст и сите форми на структурно насилство, од дискриминација, преку експлоатација, дека потоа се прелеваат и во овие ајде да речам меѓучовечки форми на насилство. Благодарам. Сега подетално малку за училиштето, бидејќи најчесто таму го среќаваме овој проблем или најчесто таму излегува на површина, да кажам. Дури имаше и немили настани претходната година. Сега, Васко, која е улогата на еден наставник? Освен на образовната улога, има и воспитна улога наставниот кадар. И колку наставниот кадар ги забележува, да кажем, овие појави и како реагира или не реагира? Сега, во однос на училиштата си имаат свој установен план и програма според која работат исто и наставниците. Она што за жал кај нас во нашето општество е се повеќе очигледно дека кај нас од воспитно образовен процес одамна кој бевме одзеле она што е воспитно, а од образованието остана сосема малку. Тоа е повторно вина на општеството. Од друга страна, што можат наставниците да направат за да се спречи насилството, нели? Наставникот за жал е идеја без орудие, бидејќи
Наставникот може до утре да зборува за тоа како треба да изгледа едно општество, на децата да им објаснува дека не треба да се развиваат во насилни личности, дека не треба да практикуваат насилство, дека не треба да понижуваат, дека не треба да се исмејуваат со други, но со самиот прв чекор кој што ќе го направи детето од училницата во, ајде да кажеме, реалниот свет, ќе се соочи со сосем една поинаква реалност. Не смееме ние да го двоиме училиштето како такво од општествениот контекст, бидејќи општеството на свој начин воспитува. Ако ние децата ги воспитуваме во училиште, ќе биде ефикасно само доколку општеството има еднаков и ист таков пристап кон нештата. Не може вие на училиште да учите за демократија, за право на збор, за еднаквост, за право на топол дом, за право на храна на секое дете, а надвор на улица да гледате и гладни деца, и луѓе без домови, и луѓе на кои што насилно им се одземаат домовите. Значи тоа воопшто не може да го раздвоите. И затоа викам јас наставникот е мисла без орудие, бидејќи тој може постојано да зборува, но тоа за жал многу малку вродува со плод, бидејќи општествениот модел на однесување кое што ученикот го гледа, го прифаќа и гледа дека е неказнив, дури и се надпреваруваат во однос на тоа, е за жал една жална констатација на нашето општество, до кое дереџот, односно до кое ниво сме ние стигнати како општество. Добро, ама има појави, пример да кажеме, каде што ученици конкретно се жалат од однесување на баш навака која доаѓав, видов вест дека дете во Скопско било натепано од наставникот. И сега и плюс, како што кажа дека училиштето не се одвојува од општеството, ама и наставниот кадар не се одвојува од општеството. Точно. Какви вредности имат тие наставници, пример? Дали има наставници што дискриминирате тие самите? Па, многу веројатно дека има, тоа не е некој среќен погодок да кажете дека има такви наставници, бидејќи од тоа гро тамо 35.000 вработени во образование, секако дека ќе сретнете вие секакви луѓе. Но што е проблемот? Кај нас нема некаков филтер, ниту пак наставничката професија како таква е некоја достоинствена професија, па дури за жал денес луѓето очекуваат од наставниците можеби и многу полоши работи, не очекуваат добри работи. Зошто го зборувам ова? Бидејќи како што и сама да кажа, некаде наставник натепал дете. Во други училишта директорот бил напаѓач на жени, изразува некои маниакални склоности, тоа беше во едно скопско училиште таков човек директор. И тоа се одразу остава впечаток на јавноста. И сега ние што правиме наставниците кога имаме такви настани во училиште? Доколку се работи за судири помеѓу деца и деца, ние сме должни да ги спречиме и навремено да реагираме. И во тој контекст, барем од она искуство што јас го имам, се покажале службите и ефикасни. Но проблемот ние нема да го решиме доколку го решаваме само тогаш и во тој момент. Тој проблем се креира. Вие доколку не го прекинете синџирот на тоа креирање на проблемот, вие ништо не сте направиле ако ги лекувате последиците. Вие треба да ги спречите причините. А колку за моментумот, односно за случката, училиштата имаат своји методи. Дали ќе биде изречена некаква педагошка мерка, дури можат родителите да покнат и правничка постапка да се реши тоа и на граѓански суд. Така натаму, значи има механизми кои што можат да се употребат, но тоа се механизми за лекување на последицата. За жал ние немаме механизми за лекување на причините, да, превентивни. Апсолутно. Добро, Ана, исто така прстот се вперува и во семејството, и во воспитувањето во семејството, и која е улогата на семејството, да кажам во изградбата на карактерот на детето што е жртва и детето кое што врши насилство. Од какви општествени слоеви доаѓаат, ако може тоа да се оддели или нема некое правило? Па јас не би сакала на тој начин исто да ете сега вперувам прст во семејството. Мислам дека огромен притисок имаме ние во барање на виновници кога се работи за волку комплексен проблем. Мислам дека тоа ќе ја сгрешиме целта ако така тргнеме. Јас повеќе би можела да зборувам за училиштата, бидејќи повеќе додуше не во скоро време, пред 10 години доста активно сум работела во образование, токму на проекти поврзани со насилството и во овие заложби идејата била училиштето да постане некаква средина
која што ќе може на некој начин, ете и таа можеби не секогаш успешна семена приказна, да ја на некој начин создаде поинакви услови за децата што доаѓаат од различни семени ситуации. Се разбира, центрите за социјална работа треба да бидат во функција тука на семејствата и да ги поддржат и да да делуваат и превентивно и во ситуации кога има семено насилство, меѓутоа училиштата можат да бидат место каде што насилството, како што кажа Васко, има механизми како да се адресира и според мен е многу важно да се создава поинаква атмосфера во училиштата, бидејќи јас реков дека не можат да се издвојат од општеството, тоа апсолутно држи, меѓутоа училиштата се многу специфични мали заедници и како такви можат да бидат податни за создавање и креирање на микросветови, на микроатмосфера во која што нештата може да бидат и малку поинакви отколку надвор или ајде да речеме тие искуства во тие мали заедници да генерираат некаква промена и надвор. Така што покрај семејствата и покрај другите институции социјални, ајде да речем, важна улога имаат и училиштата и заложбите за создавање на училишна атмосфера во која што не се поддржува насилство, во која што се разговара, се учат децата како да ги разрешуваат конфликтите или различностите, како да живеат со различностите, може да биде некоја варијанта во која што го балансираме се тоа или создаваме, ајде да речам, генерации кои што имаат подобри вештини за тоа. Но, повторно ќе речам, реалниот живот, ако бара или наметнува поинаква игра, тогаш прашање и таа тензија или разлика. Да, како што испоменавте двајцата преска, дури да стане училиштето таква средина, ако тоа дете има, да кажеме, дисфункционално семејство или е дете што проси на улица, бидејќи тоа е реалност, да не се правиме дека не постои, од дечињата што просат по семафорот исто во училиште. И сад некој од нив и не одат. И кога излегува детето од училиште, оди после да проси, колку може да се вклопи во таа средина. И не тоа може е структурното насилство за кое што зборував на почетокот. Значи, ние ако имаме институции кои што дозволуваат децата да немаат еднакви шанси или да немаат еднакви услови и можности во процесот на образование, тогаш се работи за сериозно структурно насилство, особено ранливи секако се најмаргинализираните. И ние имаме ситуација во која што тоа структурно насилство преку расизмот е и tekako одразено во нашите училишта и најмногу можеби поврзано со ромската популација, бидејќи тие деца што се на улица или што се на полињата на работа или на други места што работат додека треба да се на училиште, се запишани во училиштето, па дури и ќе им се издаде на крајот и свидетелство. Така што или тие деца треба да појдат во училиште и да учат на јазик со кој што тогаш првпат се среќаваат. Че тоа е не е еднаква позиција едноставно. Така што овие се тие варијанти на системски пропусти, на системска злоупотреба и на системска дискриминација кои што понатаму трајно се одразуваат врз можностите луѓето да се развиваат
И во формирањето на нивниот карактер подоцна, навики. Апсолутно. Така што тоа е нешто што ги остава луѓето да бидат постојано на маргините и се разбира маргината секогаш носи со себе како и сите варијанти, нели, ефекти од насилството, или да креира ново насилство или да креира нова некоја, ајде да речам, друг тип на страдање. Да, маргината, јас би рекла, се граничи со бедата. Да, за жал, општествената беда. Исто така некоја варијанта на системско структурно насилство, во кој што лишувањето од основни услови, од исто дом, така, од храна. Да, од можности за нели развој и така натаму, апсолутно е форма на насилство која што дава, го ранува општественото ткиво трајно. Апсолутно, да. Сега, Васко, ние тука не измисливме топла вода, нели? Многу луѓе ги знаат овие проблеми, но се однесуваат како да не ги знаат. Сите сме свесни за сите состојби во општеството и во здравство и образование и во сите останати сфери, но никој не само што не превзема нешто за да ги промени, туку и луѓето се повеќе се алиенират. Не знам зошто е тоа така, веќе никој не сака да направи нешто за другиот. Какви вредности носи, да кажем, овој систем? Децата како се развиваат веќе? Дали ги споделуваат вредностите што ние претходно сме ги споделували во образовниот систем? Дали се учи дека треба, дали прават, не знам, заеднички некои акции, хуманитарни или било какви? Или се на социјални мрежи, на TikTok, нели тоа е? Тука е интересно прашањето, бидејќи колку ова ќе сретнете и многу различни одговори. Тоа зависи многу од средина до средина. Имате, значи, државата и остава една опција, посебно преку предметот граѓанско образование, да работите ученички иницијативи. Учениците имаат свој формално правно ученички парламент, каде што треба да предлагаат граѓански иницијативи. Значи, било тоа да се хуманитарни акции, значи од секаков тип може да бидат настаните кои што треба да се реализираат и се реализираат. Во однос на тоа, значи, се дава еден таков поттикет официјално преку наставната програма. Но тоа е она што е, да речеме, во училиштето и тоа што е задолжително како такво. За жал, во нашето општество одумре она што се нарекува воспитен идеал. Во нашето општество ви е сосема ирелевантно дали ќе сте вие високо образован човек, дали ќе сте ниско образован човек, дали имате некаква професија, дали сакате да ја работите таа професија, бидејќи на крајот на денот се гледа само колку пари ќе донесете, а никој не прашува како сте ги донеле тие пари, дали некој сте повредиле попатно дека сте го направиле тоа. Значи тоа е нешто за што не се размислува како такво. И тука тоа немање на воспитен идеал. Значи, денешното воспитување е сосема поинакво. Немој да го студираш тоа што сакаш, студирај тоа што ти носи пари. Не го работи ова, тоа работи го другото, бидејќи тоа носи пари. Не прави вака, направи можеби нешто малку од законот или малку повеќе од законот, но тоа ќе ти донесе пари, па така целта ги оправдува средствата. Во некој макиавелистички филм сме затворени како воспитување и како општество. И тоа постојано се поттикнува, односно се инхибира, ајде да кажеме така да звучи попаметно, постојано се поттикнува. Зошто? Бидејќи тоа е нешто што го гледаме секојдневно на телевизија, затоа пишуваат медиумите, затоа се преполни социјалните медиуми, затоа кажав општеството воспитува. Тоа е она што децата го гледаат и го согледуваат. Ве молам, кога кај вас во вашата држава на највисоки функции, личности кои што воопшто не одговарат за своите дела, докажани криминалци, повторно се амнестирани или се изведени некакви други форми за нивно ослободување, и тоа човекот едноставно го восприема, сваќа во каква околина живее и сваќа дека единствено на таков начин може да преживее, бидејќи уметноста на живењето во суштина во општеството кај нас се сведе на преживување. Кај нас има една перцепција дека секој оно што е различен е буквално како некоја ружа која е засадена на депонија и од целата смрда не се чувствува убавата миризба на ружата. И тоа е проблемот на личностите кои што и сакаат поинаку да направат. Дури и лично, ете да земам личен пример, би сакал ли јас да направам нешто и правам нешто, така? Но кога ќе стигне тоа до некаков повисок ешалон, или ќе се сопре, или ќе се спречи, или ќе нема никаков ефект. И сега, затоа и луѓето веќе не реагираат, па можеби добри 5-6 години назад од шарената револуција навамо, се истроши тој социјален потенцијал за бунт како таков, односно и самиот бунт стана бесмислен,
Бидејќи нашата реалност е безсмислена и се наоѓаме во некој чуден имагинариум филозофски, каде што и да направите безсмислено, пардон. Јас лично сум учествувал во неколку наврати, дали биле тоа за носењето на новата концепција за основно образование, за погрешни учебници, за што се не знам, но тоа скоро никогаш не дава резултат. Едноставно само ќе ве примат, ќе организираат јавна дебата на која што никој нема ниту да седи, од тие што треба седи, па ќе се дискутираат само што тие што се поканети, ако имате среќа да ве поканат. И тоа е тоа, формално правно имаме јавна дебата, прифатено е мислењето, истакнати наши научници го потврдија тоа, зошто се истакнати знаат само тие што ги истакнале и тука завршува таа приказна. Добро, како да се сменат нештата? Или како да се превенират? Според мене како да се сменат нештата, јас повторно ќе тргнам прво од личното воспитување на човекот и од лично стремеж на човекот. Човек во вакви услови не смее да изгуби надежда, не смее да стане апатичен, бидејќи тоа е она што општествените прилики го налагаат и го посакуваат. За општество се проблем оние луѓе кои што се бунтовни, не оние што се апатични и што не прават ништо. Затоа јас препорачувам на секој да го сака некако со здрав разум да го преживее нашето општество кое веќе не е во декаденција, ова нашето општество одумре и се распаѓа. Ова е труп кој што се распаѓа постепено. Јас препорачувам само еден искрен бунт. Се она што им пречи не да ги фрустрира и да ги нервира на личен, да го доживуваат како личен стрес, туку да го доживуваат како мотивација за борба. Барем кај мене тоа така функционира со години. И јас постојано, и како и сега, како и претходно, сум останал на тоа верен дека она што сакам да го направам, ќе го направам, и она што ми попречува ќе го искористам само како дополнителна мотивација. Друг поинаков начин, барем според мене, нема. Ана? Еве ја да се надоврзам на тоа дека бунтот според мене ако е индивидуален малку ќе направи, само со поврзување, ама и за тоа поврзување бара треба да има некаква фигура. Да, бара некои нужни услови, во моментов ги немаме. Затоа можете да вртиме моторчето кој колку знаеме и кога ќе се искреираат услови. Јас верувам дека ќе има луѓе што би застанале, но важно е, мене ми образованието од секогаш ми било многу значајно, заради тоа што сметам дека тоа е процес во кој што најмногу имаме шанса да го развиваме па и нашата имагинација за подобро утре, па и нашите релации. Ние учевме дека нели не постои учење сам, луѓето не учат сами со себе, туку учат кога се заедно со колективот. Така е, така што образовните процеси и надвор од училиштата, еве се и тоа би го кажал, бидејќи училиштата исто некако се дел од тој труп што се распаѓа, па денес младите наоѓаат други места на кои што се собираат, на кои што се поврзуваат, на кои што учат. Она што исто така ме загрижува, ми е важно да го адресирам за да не некако да не биде тоа точката на судир, тоа е паралелните светови, како да речам, што се создаваат и некако таа некоја поларизација која што од тука произлегува. Затоа според мене, освен тоа што е важно да имаме можности за развој на идеи, за размена на идеи, важно ми е да не престане размената на идеи, па и помеѓу различни ставови, идеологии, што и да е. Оттуѓувањето што го спомна, особено на спротиставени некои позиции, според мене во овој момент го гледам како доста голем ризик и би сакала, тоа е на некој начин мое исто нешто што може да превенира насилство,
а тоа е да не престанеме да се слушаме едни со други, макар колку и да не се согласуваме, бидејќи секако на крај се уште немаме друга варијанта, освен оние демократски, да речам, некои вредности во кои што ние треба да најдеме начин како да бидеме едни со други, едни уз други, макар колку и да сме различни, или да веруваме во различни нешта. Ете, тоа би рекла. Благодарам. Јас толку да ја прашам, ако имате да додадете нешто. Не, па јас само тука на крај би дополнил дека ова што ние го гледаме во суштина може да биде некаква основа и за некаков друг свет, бидејќи да не забораваме дека ваквите општествени основи не се секогаш крајната и дефинитивна цел. Ова е, како викаше Маркс, во смртта на стариот свет се раѓа новиот свет. Во суштина, како едно општество постепено деградира само од себе, тоа ќе изнедри од себе нови сили кои што ќе треба да ги санираат грешките од претходните. Јас единствено се надевам дека овој пат ќе бидеме доволно мудри и паметни, доволно ќе соработуваме како што кажа Ана, за да изградиме едно подобро општество за сите нас, бидејќи и самите гледаме, јас веќе се родив, израснав во едно такво општество кое што беше во декаденција, за жал, сега веќе тотално почна да се распаѓа. Точно. Ана, додадеш нешто ако сакаш? Мене ми е насилството многу важна тема, стално да размислувам. Еве ова со поларизацијата во моментот општествена, мислам дека не е толку политичка, ве сега ми изненадивте дека имало некоја идеолошка. Мислам и кај нас, да, со јакнењето и на конзервативните, ајде да речам, позиции и идеологии, јас ништо од тоа само по себе не го гледам како нели проблематично. Најпроблематично ми е оттуѓувањето, односно таа омраза кон другиот и кон различното. Тоа ме загрижува и мислам дека бидејќи тоа доаѓа од некоја позиција на немоќ и позиција на страв. И мислам дека насилството, колку што, како што на почеток реков, дека е производ на систем и односи на доминација, каде што тоа што е доминантно има подобри услови, нели, тоа е битката. Од друга страна, насилството е исто така акт на очај, и доаѓа од позиција на немоќ, на страв, на комплетна загрозеност, и тоа е исто така нешто што е според мене потенцијален ризик, така што мислам дека во таа смисла ни треба многу повеќе разбирање и за самите нас и едни за други, за да можеме, нели, да не се доведуваме, ако веќе трансформираме општество кој што на вистина нема потреба од следење на тие односи на доминација, тогаш мислам дека нема потреба ни да делуваме од позиција на страв, туку дека можеме, нели, да искреираме нешто друго. Ви благодарам за разговорот. Хвала ти многу. Благодарам јас. За поканата. Почитувани гледачи, за повеќе емисии следете на YouTube каналот Гласни идеи.